И летото може да започне. Прекрасни временски услови и прекрасен кабрио и безгрижен начин на живење. Тоа е едно од мотата и на нашата емисија. Колку можеме го остваруваме. Во ова издание на Автомагазин не само што ќе возиме еден извонреден кабриолет кој е достапен за широката маса луѓе, ќе ви донесеме исто и содржини кои ќе ви ги пободат емоциите. Тука сме да ви ги пренесеме нашите искуства со Навара, потоа со Clio RS, но и со прекрасниот Fiat 124 Spider, но и извонредната шанса што имавме, дури ја посетивме Италија, да го возиме и Abarth 595. Тоа не е се од содржините на Автомагазин, затоа опуштете се и уживајте во денешното шетање низ светските меридијани. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и полн резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Маврово, Бистра, Лазарополе имали по природно обкружување за Нисан Навара. Секако дека нема, но за да не биде некој на два ума, се погреши Automotive Group. Увозникот на јапонската марка наместо класично представување на новиот пикап ни организираше офроуд пикник. Во предизвикувањето на дивината ни се придружија бројни љубители на природата со квад и теренски возила, правејќи настанот под назив Нисан Навара Maximum Adventure да остане незаборавно искуство за сите. Уште во првите моменти од експедицијата не можевме да одолееме на искушението да провериме кој е помаќен, новата Нисан Навара или планинскиот потег од Маврово до Лазарополе. Не ги броевме километрите ниту часовите поминати по сртовите на Бистра во кабината на Навара. Неверојатно доживување за време на офроуд возењето едноставно беше нешто од кое ниту момент не смееше да се пропушти.
Затоа и скоро да не почувствувавме кога пристигнавме на закажаното место во срцето на дивината за да уживаме малку во природните убавини. Но не заборавивме кој ни овозможи да стигнеме дотаму. Најновиот пикап модел на Nissan во себе ги обединува гените на сите претходни генерации и искуствата на 14 милиони сопственици во 180 земји. Тие му ги пробиваа патиштата до богатото наследство со кое јапонците се гордеат, а во кое ние се уверивме. Спротивставувањето на дивината за него беше едноставна задача заради цврстата шасија и погонот на сите 4 тркала. Робусниот дизел мотор гарантира доволно сила да се справи со сите предизвици на кои ќе го подложите, биле тие во вид на вакво викенд офроуд возење или секојдневна малкотрпна работа со товар во задниот дел. Навара без приговор ќе ве однесе каде и да посакате, без разлика дали е тоа асфалт или козја патека. На крај сите едногласно се согласивме дека Automotive Group, како и во други прилики досега, ни приреди незаборавно викенд дружење. Ни беше посебно задоволство што бевме привилегирани и меѓу првите во Македонија кои ја почувствуваа возбудата што ја овозможува новиот јапонски пикап со шпанска лична карта. По повод 100-тиот роден ден на матичниот BMW, Rolls-Royce ни овозможи ексклузивен поглед во иднината на британската луксузна марка. Со акламација ќе се сложиме дека концептот наречен 103EX на просто неверојатен начин ги обединува традицијата и претпоставената иднина. Затоа и нема да зборуваме за неговите дизајнерски или технички решенија. Ќе ве препуштиме на фантазијата што ќе ви ги распламтат снимкиве што ги гледате. Со години слушаме како водородот ќе стане гориво кое ќе ги замени бензинот и дизелот, како благодарејќи на него автомобилите повеќе нема да ја загадуваат планетата. Но со години слушаме и оправдувања зошто технологијата која треба да ни обезбеди мобилност за наредните неколку века се уште не е понудена на купувачите. Се до лани, кога Toyota храбро, како и во 1995 година со хибридниот погон, официјално започна со продажба на Mirai. Доаѓајќи од иднината, првиот серијски произведуван водороден автомобил, земја по земја ја освојува сегашноста. Најнови на списокот се Шведска и Норвешка. Пред тоа беа Германија, Данска, Велика Британија и секако Јапонија и Соединетите Американски држави. А таму продажбата на Mirai е над очекувањата. Уште пред низиниот старт пристигнаа нарачки колку целото годишно производство. Слично беше и во Јапонија, каде за само еден месец Toyota доби 1500 нарачки, а очекуваше да продаде 400 примероци за цела година. Тоа беше знак планираното производство од по 700 парчиња за првите 2 години да биде зголемено на 2000. Првите проценки беа дека во Америка ќе може да се продадат околу 200 возила годишно, а во Европа помеѓу 50 и 100. Во моментов Toyota произведува по 3 возила дневно на водородниот Mirai, на истата лента каде се правеше суперспортскиот Lexus LFA. Во ригорозниот производствен процес е ангажиран тим од само 13 луѓе. За големиот интерес за Mirai во Америка придонесува и тоа што водородот во првите 3 години ќе биде бесплатен. На купувачите им следуваат и $13,000 државни субвенции, така што Mirai за нив ќе чини $44,500, односно околу 40,000 евра. Цената на Mirai во Јапонија изнесува околу 50,000 евра, а во Германија дури 78,500 евра.
но јапонците сакаат да ја намалат цената на Мирај на ниво на дизел автомобилите. Овој маркетиншки предизвик кој е еднаков на техничкиот при неговото конструирање, тие очекуваат дека ќе го остварат до 2022 година. Основата за ова ја гледаат во намалувањето на производствените трошоци за водородната технологија, но и во поскапувањето на дизелите заради се построгите еколошки норми. Предходните анализи на Toyota предвидуваат цената на водородните и дизел автомобилите да се доближат дури за 15 години. И покрај тоа што количините на Мирај се скромни, а цената висока, интересот на вистина е огромен. Тоа не го спречува ниту отсуството на дистрибутивната мрежа за полнење на водород. За надминување на сите фактори кои сериозно го лимитираат присуството на Мирај во секојдневието ќе бидат потребни децении. Но тој веќе остварува својата пионерска улога во трасирањето нов пат по кој во иднина ќе се движи светот на автомобилите. Појавувањето на Мирај ги инспирираше јапонците да си постават амбициозни цели. До 2020 година да произведат 30.000 примероци од него и уште 15 милиони хибриди. Сите тие заедно би придонеле за намалување на просечната емисија на CO2 на нивната гама за дури 90%. Во Toyota се уверени во успехот на Мирај, кој во основа е електрично возило. Струјата за него се произведува со напредниот систем на горивни келии со хемиска реакција меѓу водородот и кислородот. Во тој процес воопшто не се емитуваат никакви штетни состојки. Издувните гасови всушност се обична водена пареа. Летово ќе биде врело во Италија. За тамошните ридски и кружни шампионати Citroen подготви две нови верзии на тркачкиот C3 Max. Предизвикот дотолку е поголем бидејќи малиот атлет лани го освои првенството на трките во издржливост во својата категорија. Сега од него ќе се бара повеќе, за што се погрижија специјалистите на Procar Motorsport. Тие работеа цела зима на понатамошно развивање на моторот и неговото вклучување во хомологацијските норми. Тој сега има дури 300 конски сили извлечени од 1,6 литри работна зафатнина со помош на високо потисен турбокомпресор. Прилагодени се и некои детали од телото со цел да се подигне минималната тежина од 980 на 1225 кг во согласност со меѓународните регулативи. Тоа е направено со замена на деловите од јаглеродни влакна со челични, со што се постигаат и подобар баланс на масите. Првите тестирања ветуваат интересни борби на асфалтот, а добиените корисни информации ќе се искористат и за подобрување на сигурноста на автомобилот. Двете верзии на тркачкиот Citroen C3 Max, колку и да се слични, сепак имаат различни поставки, бидејќи динамиката на возењето на ридски и кружни патеки се разликува. Посебно внимание за тоа треба да се посвети на менувачот, амортизерите и аеродинамиката. Заради тоа и C3 Max има 7-делен заден спойлер од алуминиум и карбон кој се подесува. Агилноста на целиот пакет повеќе одговара на кружните настани кои годинава во Италија ќе ги има 7. На нив се возат по 2 трки во траење од 25 минути плюс 1 круг. Финалето е на крајот на октомври во Монца. Очекувавме Рено да додаде уште некоја коњска сила на Clio RS, ама французите откачија. Го зедоа моторот од Megane RS 275 Trophy R и го вградија во субкомпактната каросерија на малиот тркач. Резултатите се луди. Самиот податок дека има 275 коњски сили ветува водоскоци, адреналин, дури и само ако се гледа. Дали некој срекник ќе може и да го проба, ќе зависи од расположението на менаџерите на компанијата. Тие во наредните месеци треба да одлучат ќе го пратат ли во сериско производство или не. За сега Clio RS 16 останува прототип со кој Рено демонстрира како технологијата од Формула 1 ја сели на патиштата. А за тоа подобар избор од Монако немаше. На улиците на Малото кнежество бесниот Clio во рацете на Кевин Магнусен покажа што може. Дволитарскиот турбомотор со ваква силина сам по себе е атрактивен, а од хардкор изведбата на Megane е земен именувачот.
Каросеријата е за 60 мм поширока. Нејзиниот преден дел е ревидиран за да може да ја собере споменатата погонска група. Заради таа причина употребен е литиумско-јонски акумулатор кој е помал и за 15 кг полесен. Посебен проблем представувал системот за ладење кој треба да влече доволно воздух за се да остане под контрола. За тоа се задолжени и големите 350 мм дискови скриени за 19-инчните тркала. Амортизерите се истите од Меган Трофи, додека задната оска позајмена од тркачката R3T верзија на Clio. Засега се направени само два примерока. Жолтиот ќе служи за покажување, а црниот за понатамошен развој и тестирање. Clio RS16 е најбрзиот модел што Renault Sport воопшто го има подготвено. Сигурни сме и дека најбрзо ќе се распродаде доколку добие шанса. Цената од 45.000 евра, колку што се споменуваат, со гаранција нема да го спречат во тоа. На инженерите од Renault Sport им требаше нешто помалку од еден месец за овој славенички модел направен по повод 40 годишнината на спортското оделение. По повод 30 годишнината од лансирањето на првиот M3, BMW подготви специјална едиција на овој волк во овчја кожа. Ексклузивно навиена на 450 конски сили и со оптимизирано адаптивно ослонување, таа ќе предизвика 500 најревносни фанови на моделот да застанат во ред за неа. За да не бидат смешани со оние кои возат стандардна М3, нивните примероци ќе дојдат во Макао сина боја, истата онаа која за оригиналот во 86-та беше опција. Ке се разликува и по уште неколку детали, како што се логото со надписот 30 години М3 и аплицираната трибојна М лента на седиштата, но најмногу по забрзувањето до 100 км на час за рамно 4 секунди. Разлика ќе има и во цената која ќе биде за 10.000 евра поголема од онаа на М3 со опционалниот Competition пакет. Серджо Маркионе од Fiat се обидува веќе подолго време да направи респектабилен глобален бренд. До некаде тоа му успева, но првиот поголем обид да се фузионира со General Motors беше одбиен од страна на менаџерката Мери Бара. Но тоа не го разочара Маркионе. Тој најде нов партнер во далечниот исток. И тоа не голем производител како General Motors, туку еден од помалите, Mazda. И во Mazda тие се договорија да направат нов кабриолет. Ние го гледаме пред нас Fiat 124 Spider. Првично намената на овој автомобил беше да биде Alfa Romeo, но сепак одлуката падна беџот да го понесе Fiat со 124-ката. Па погледнете ја само оваа убавица. Иако ги има јапонските гени, гените на Mazda MX-5, италијаните не би биле тоа што се ако не би направиле еден вака доработен и многу емоционален производ. Зад овој производ се крие испод каубата италијански мотор, 1,4 литрениот турбаш од 140 конски сили, додека Spider во кацијата на каросеријата ветува извонредно чувство зад управувачот. Ние го имаме тоа извонредно чувство бидејќи се наоѓаме на езерото Гарда, каде што овој автомобил базично и припаѓа. Но да не должиме многу, веднаш да се преселиме на возењето на Fiat 124. Маркионе беше во право кога ја направи алијансата со Mazda. MX-5 е еден од најпродаваните кабриолети во светот. Fiat ја нема таа амбиција, но има амбиција да ги врати старите позиции кои ги поседуваше со својот кабриолет 124. Овој автомобил е технолошки близнак со Mazda MX-5, но кога ќе
влезете во него ќе сватите дека магичниот допир, оној есенцијален животен зачин го има ставено Fiat. А кога тоа го работат италијаните, го работат онака како што треба. Се разбира дека во внатрешноста има и цитати од Mazda, но сепак Fiat се потруди и во најмалите сегменти да ги вмеша своите прсти. Така да седењето е сосема поинакво, управувањето е задржано, но моторот кој го погонува овој Spider, кој по вокација има мотор напред, а погон на задните тркала и возачот е меѓу нив, дава едни сосема поинакви резултати. Моторот од 1,4 литри, подпомогнат со турбополнач, има 140 конски сили и 240 ньютон метри. Иако е овој простор условно речено мал, јас се чувствувам извонредно удобно во него, а чувството ми го интензивира и прекрасната околина низ која се возам. Првичната идеја на родстерите не е да бидат спортско изразени брзи автомобили. Напротив, во нив требате лежерно да се чувствувате, лежерно да возите, но и кога треба да ги покажете забите. Со овој мотор Fiat 124 Abarth го може тоа. Како и да стиснете на педалата за забрзување, таа одговара многу лесно. Забрзувањето е одлично благодарение на турбината. Погонот на задните тркала е лесно управлив поради извонредно прецизниот управувач. Па така онаа легенда дека возилата со погон на задната оска не се стабилни, а полека, но сигурно паѓа во заборав, односно се покажува дека и не е толку точна. Скроен да уживате за да управувачот овој Fiat 124 Spider можете да го возите и лежерно, но и динамично. Тоа го овозможува неговиот механички и технолошки склоп. А кога сме кај лежерното возење, се забележува првиот недостаток на 124 Spider. Тој го има позајмено менувачот од Mazda MX-5, но оваа комбинација при ниски вртежи не е баш најдобра. Од 1000 до 2500 вртежи се чувствува онаа така наречена турбодупка. Самото однесување на возилото е помрзливо, но кога ќе му дадете по-агилно забрзување и ќе префрлите во понизок степен на пренос, тоа се менува. Како што јас ќе го направам тоа сега. Гледате, автомобилот веднаш полетува. Тој како од стрела исфрлен ита нанапред и веќе сте на брзина поголема од 140 км на час. Стабилноста на овие каросерии беше малку дискутабилна, но со модерните автомобили тоа искача надвор од секоја дискусија. Овој автомобил, барем во првите 150 на километри колку што го возам, можам да заклучам дека е створен за уживање. Прекрасно сончево време, а уште повеќе ги интензивира емоциите кога сте во вистински кабриолет. Возењето со Fiat 124 Spider е извонредно задоволство, особено кога го возите во овој дел на Италија. На возењето на 124-ката Spider ќе се вратиме наскоро, но ќе имаме шанса да го возиме и овој кабриолет во Abarth издание. Кога веќе го спомнав Abarth, тоа е компанија која се занимава не само со емоциите, туку и со спортските перформанси на возилата. Ова што го гледате зад мене е изведбата Cinquecento, поточно кажано
595. Абарт е потписник на тюнингот на ова возило, кое треба да пружи исто така извонредно задоволство во возењето. Затоа јас не би сакал многу долго да расправам за овој модел, туку би сакал да ги пренесам моите емоции кои ги добивам зад управувачот на оваа мала секс бомба. Fiat Cinquecento е емоционален автомобил, но кога ќе влезете во внатрешноста на изведбата Абарт, добивате сосема поинакви емоции. Емоции на спортско чувство, но се разбира и на престиж. Овде имаме обшиени површини со алкантара, кожен волан кој има и карбонски цитати. Но Абарт е познат по своите спортски перформанси, па така оваа изведба е тюнирана и да звучи спортски. Слушнете го само звукот што продира од моторот и издувниот систем. Тој е повеќе од емоционален. Но да видиме какви емоции тој ќе ни побуди во возењето. Вело дека отровот секогаш се чува во мали пакувања. Таков е и Абарт 595. Ова е мал автомобил со мал мотор, но има извонредни перформанси. Зборам за својата класа. Овој автомобил е погоднуван од 1,4 литрен турбаш кој има 140 коњски сили. Овој мотор е од регалот на Fiat, но е дотеран така да ви даде едно сосема поинакво искуство за управувачот на Cinquecento. Пред се, во внатрешноста, целата архитектура, целиот дизајн подсетува на спортско. Дури и управувањето е направено спортско. А поради 5-степениот менувач кој е ставен во овој автомобил, звукот продира од сите страни, бидејќи го држи моторот во една поинаква тензија. Тензија која секогаш ви дозволува да имате оптимален вртежен момент, но и оптимални забрзувања. Само кој ќе стиснете на педалата за газ, веќе се слуша како вреска моторот, а управувањето е повеќе од добро. Ова не е само мал автомобил. Овој автомобил е повеќе од играчка. Не е само статусен символ, туку ви дава една импресија дека се наоѓате зад управувач на расен спортски автомобил. Пред се поради имиджот и дотераноста, но и поради звукот кој допира од сите страни на оваа внатрешност. Еластичноста е одлична, но и управливоста е супер. Кога ќе стигнете на повеќе од 4.500 вртежи, тогаш звукот доаѓа од сите страни. Дури и на инструмент таблата имате мерач на оптеретувањето произлезено од инерцијата, а тоа од свиок до свиок, од забрзување до сопирање, нонстоп се менува и ви покажува на какви оптоварувања сте подлегнати и вие, но и механичкиот склоп. Ова возење е повеќе од забавно, но сепак ќе се вратиме на животниот стил. А оној кој внимава на својот животен стил, сигурно ќе внимава и да поседува еден ваков автомобил. Во Италија сме дојдени да го возиме Fiat 124 Spider. Во прекрасната околина и амбиент на Лаго ди Гарда, ова ќе ни биде уште поголемо задоволство. Со тешко срце се одвојувам од 595 и сега ќе се префрлам на уште еден италијански имидж автомобил. 124-ката е повеќе од интересен автомобил за возење, но да видиме како таа ќе се однесува и какви впечатоци ќе ни остави по прашање на возењето во вториот дел. Но пред да продолжиме со возењето на 124-ката Spider, она што го најавивме на почетокот на прилогот е дека ќе седнеме и зад управувачот на верзијата Абарт. Гордиот шкорпион на
носот на автомобилот кажува многу за овој автомобил. Тука не станува збор само за стилистички измени. Овој модел се разликува во многу нешта од стандардната 124-ка. Во што сега ќе видиме. Внатрешноста е прекриена со убава кожа во комбинација на алкантара и бокс. Но црвениот мерач на вртежи веќе ни укажува дека се работи на одредени модификации на моторот. Кубатурата е останата иста, но тој е за 30 конски сили посилен од стандардната верзија. И го слушате овој звук, оној прекрасен звук што знае да го направи Abarth која ги тюнира автомобилите. Втора есенцијална разлика е тоа што има и автоматски менувач. Возењето на 124 Spider е вистинско задоволство, но кога имате и автоматски менувач, тоа треба да биде уште поголемо. Па да видам дали сум во право. Веќе на прв поглед и на прв звук Abarth ве разигрува. Ве разигрува така што ги чувствувате веднаш доработките. Црвениот мерач на вртежи како да асоцира дека има некоја роднинска врска со Ферари, бидејќи самиот Ферари има обоени мерачи на вртежи. Самото возење е доста поинакво. Подпирањето е потврдо, направено да одговори на поагресивни возачи и на нивните амбиции. Она што исто така многу се разликува во однос на стандардниот 124 Spider е токму овој програм тука. Тој ви овозможува и спортски сетап на подпирањето, кој исто така го трансформира и реакцијата на менувачот, однесувањето на моторот, но и управувањето. Сега управувањето е многу по-директно и доста агилно одговара на секоја команда. Тука се и задолжителните менувачи на брзини зад управувачот, па така да играњето е сосема лесно со овој автомобил. Прекрасниот амбиент во внатрешноста не дава да дојде до израз пластиката. Алкантарата и кожата се во интересна симбиоза, наречена италијански емоции. Ако 124-ката Spider е направена да биде автомобил кој ќе буди емоции, изведбата Abarth несомнено е дека е направена да биде повеќе од имидж автомобил. Овој автомобил ќе биде вистински шармер, па макар го возеле и низ Скопје. Гледајте само реакцијата на дечињата. Бела макина, а? Questa macchina è bella? Grazie. Ciao. Гледате, дури и децата кои се по вокација искрени и отворени, кажа дека овој автомобил навистина ги фасцинира. Ке продолжи и мене да ми фасцинира. За жал, немам време да уживам докрај во убавините на изведбата Abarth, но затоа ќе се возиме и ќе се вратиме на возењето на цивилната верзија, верзијата 124 Spider. Она што го прави овој автомобил интересен не е само изгледот и механичките склопови, туку и цената. Во Италија влезниот модел, значи најмалку опремениот Fiat 124 Spider, ќе се продава по цена некаде пониска од 25.000 евра. Тоа е повеќе од задоволително. Но за оние кои сакаат да имаат вистински кабриолет дотеран по вистински италијански спортски дух, тогаш ќе треба да одвојат некаде околу 31.000 евра за едицијата Abarth.
За жал, времето за Автомагазин истекува. Истече и нашата 20-та сезона. 20 години другарувавме и редно е да направиме, како и секоја година, летна пауза. Се разбира дека ќе останеме да другаруваме со вас во репризите на емисиите кои ги направивме во текот на 2015 и 2016 година. А со нови содржини и 21-та сезона на Автомагазин ќе се вратиме некаде во средината на септември. Бидете расположени како што сум јас сега и полнете се со позитивна енергија на секој можен начин. Уживајте во летото и се гледаме за 1,5 месец. Ви посакувам се најубаво. Пријатно.